И значи си пеевме, пошто имаме омилена, така Сара, како беше? Сара. Како пее? Како пееш? Не. Те молам, ке се дојде да си пееш. Ама која пее дома, кажи? Дома или ни ја пее. Или ни ја пее. Јована Аврамовска, на моје задоволство и ваше задоволство во студиото на Телма или во нашата, Ѓоа кујна е ова, така? Изгледа фино све, освен што не можеме нешто да сготвиме како компир манџа, например. Например, јас многу би сакала да сготвиме компир манџа еден ден. Што ставаш компир манџа, така да фатам неспремна? Добра. Значи, после тоа морков. Добра. Тоа све фино да се запржи, не ставам запршка класична, само црвен пипер. Добра. И останатите компир, например. Да. Телешко месо обавезно, телешкото си го замрзнувам, тоа мислам дека е најпаметна опција, зашто некој ќе треба 5 сати. Добра. И зачини. Тоа е. И се вари. Се вари. Вода. Многу долго. Да. Мислам многу долго, подолго. Ти нешто си готвиш, не си готвиш, си спремаш вамо, нешто си играш со Илин, си гледаш телевизија, нешто си правиш на компјутер, така? Да, баш така, само добро е да го проверуваш од време на време. Не е многу тешко. Мислам дека најголемата зафрканција кај манџите е месото треба долго да се вари. Така е. Компирот долго треба да се вари. И компирот долго, ама не толку колку, колку нели, ако ставаш месо, може и без месо, секој како се сака. Ама тоа е тоа. Не е тешка филозофија. Дома манџи? Правиш манџи? Јас сакам, ама сакам и други некои така по-интересни јадења и за мене и Предраг прави многу добри бургери и така натаму. Ама поделени сте, значи. Да, и супи прави. И супи? Да, одлично. Предраг би дошол у којна? Па нема да кај да направи супа. Ке дојде иначе. Си донесе решонца, ке направи супа, ке си го зема и ке си отида. Тоа е супер за доручек. За наутро е супа, онака супер. И каква супа ти прави? Каква? Класична зеленчукова, си ги сечка зеленчуците и си ја прави преубава. Предобра, значи многу боле од јас да ја правам. Многу подобро. Браво за Предраг. Аплауз. Да, аплауз. Да. Или многу сакам манџи и чорби и неќе пржени компири за сега. Јас верувам дека тоа ќе се смени во животот, така што За сега сум среќна мајка. За сега сум среќна мајка што мора да прави манџи. И да се здрави и живи бабите кои што тука секогаш улетуваат и градинка, така да што секогаш имаат готвено, така што да. Морам да те прашам, ти недостасуваше медиум како форма, како така тргна и дојде што го врти светот? Ми недостасуваше. Мислам, снимање и сето тоа знаеш ти многу добро како изгледа процесот не гледаат, ако некогаш биле на некој сет или некаде гости, знаат колку е позитивно и убаво. Меѓутоа, насина работа ни е супер позитивно и убаво во Змај. Ни недостасуваше уште едно место каде што ќе може да правиме, да кажеме, да зборуваме за креативен начин на размислување, позитивен и малку да споделиме некои добри приказни од кај нас, зашто обично добиваме понегативни информации, посебно на интернет. На телевизија вие сте така малку го развеселувате секој утро и често има добри информации. Да, ќе ги пробаш после. Веќе чекам. Не знаеш дека Милена на Илина Сара? Притисок. Значи, хело, се најдовме. Готово. Да. Што го врти светот? Значи, тоа е концепт кој што вие го смисливте како Змај, како идеја, од таму тргна, така? Да, уште пред година дена пред да почне го дискутиравме, со тоа што почнавме како и останатите подкасти, изгледаше нели онака во еден ќош, како убава атмосфера, опуштена и слично. Во меѓувреме, додека ние затоа што од телевизија имаме проблем, па мораш да пробаш, па да направиш пилот, па дали ќе биде добро, дали нема и така натаму. Излегува многу други подкасти и сега малку го сменивме концептот и тоа изгледа како малку подруга дигитална содржина, малку продукциска вредност му дадовме. Инаку поентата е таа да учи нашата публика од позитивни примери од Македонија, зашто е лажна сликата дека само ако отидеме некаде во странство може да успееме, а може да научиме и од тие нашите што отишле во странство. Така што такви соговорници имам. Буквално гледаме да ги опфатиме сите индустрии, стартапи, мали бизниси до многу големи бизниси кои што имаат, не знам, милионски суми за работење, до луѓе кои што имаат се добри во креирање на своја публика,
креативно размислуваат некако, така што гледаме да опфатиме што е можно повеќе индустрии за да се научи нешто. Знаеш што ми се допаѓа? Значи, вие сте некаков спој на оно што секогаш на нас новинарите, кога правиме концепт на емисија, ни недостасува. Некој што ќе менаџира тоа. Пошто како што почнав пред да почнеш да раскажуваш, ми рече, и ние тоа си решивме дека нели ќе можеме да го менаџираме, односно да си трае, како да кажам, значи ќе биде да имаме исплатливо. барем една сезона. Барем една сезона. Идејата е кога ќе тргнеме ние креативците во проекти, обично тргнуваш со таков елан, енергија и се, и викаш, ма мора да ќе биде добро. Ти знаеш дека ќе биде, ама при тоа не гледаш дали ќе биде продадено, сега нели во таа смисла. Во моментов нас и не ни е продадено. Ние си го поддржуваме затоа што ни фалеше уште еден канал за едукација. Се друго што работиме, да, е финансирано, сме супер задоволни од соработката со сите наши соработници, значи има голема поддршка. Во Македонија таа допрва ќе расте за развој на овој сектор. Меѓутоа ни недостасуваше нешто што ќе стигне до сите. Ние веќе работевме со училишта, нели зборувавме минатиот пат. Веќе работевме со уште пред 9 години почнавме со стартапи, со луѓе кои што знаат дека им треба ваква едукација, ама што правиме со сите останати? Што не може да дојдат на курс? Што можеби не биле свесни дека во нивната индустрија ваков начин на размислување ќе биде корисен? И некако со подкастов ги опфаќаме и тие. Наше си е, за сега немаме редовна финансиска поддршка, туку си направивме некој наш буџет, наша одлука беше вака да изгледа, малку по скапа продукција да биде, меѓутоа тоа е нешто што Змај го прави како такво. Да, за доброто на сите, така некако го гледам. Па да, за таа некоја наша мисија малку да стигне до повеќе луѓе. Да. Колку е добро кога ќе ти направат меме од тоа што го работиш? Мене ми е супер, мене секогаш ми се свига и јас некако си се навикнав дека ќе бидам меме и не ми е... Се не очекував дека и од овој подкаст кој што е релативно посериозен од моите претходни проекти ќе има мемиња, ама јас сум си така личност од меме, така што да кажам. Само што со Бајле коментиравме неговиот лик, нели, од утринска е земан за еден лик во представа. Не знам дали знаеш. Не знам, супер. Чао, пријатно, така беше Марча. Чао, пријатно. Чао, пријатно. Тамо е Марко Мрак. Ќе одам да ја гледам. Марко Мрак. И утринска на Велма. На место на Телма. Да, се изменети работите и така. Како може Марк да биде мрак, не знам, ама на сите ни е разданување. Ама добро, ќе одам да гледам. Значи вака, пред да почнеме да ги готвиме енергетските бомбици, го гледаме мемето. Ајде. Кратко. Ти светот. Зошто да не? Па и ова е. Јас прашам што го врти светот, секој има право да си даде свој одговор. Точно, мотори е целосно релевантен. Да, и башка е со колку тамо на овакво нешто беше? Со 300 на сат. Со 300 на сат. Да. Здраво. Браво. Се пее химната Сара. Сара, може да ни ја запееш? Може. Ајде. Здраво, Давид. Здраво. Ке јадеш повторно, Давид. Да, здраво е. Доаѓаш секогаш на мезе. Здраво, го знаеш битот? Здраво. Ајде, не. Ајде, Ке не чекаме ние таму. Сара, Да. да пеам треба? Да бе, да, на малце. Леле, готов сте да чекавме. Или на гледа. Чекај, нека седне, нека земе. Чекај, после ќе се седне нема. Ама нема врска ќе ја испеам. Ајде. Преко глава ми е Сара, не може да прекине радзвони да ме бара. Додудило ме носи, не знам кај сум ме замара. На. Ми си река бара, на. Многу повеќе ме продолжи. Две. Може, заслужи едно, може и две, може да седнеш. Сега толку така ги испракаме ние гостите. Да. Очекуваш ли над 500.000 прегледи на никој од овие? Не. Не? Не ни очекувам сега дека повторно ќе има толкав импакт некоја од видеото. Ова беше исклучително успешно раскажана приказна.
од Сладжана. Така што интересно ми беше дека приказната е толку многу пати раскажана, на толку многу места, ама еве тука некако запали. Инаку не е едукативна содржина, не очекувам премногу преглед. Да. Ајде тогаш кога сме веќе на истата тема да видиме што таа Слагана има да ни каже и зошто има, таа има најмногу прегледи всушност. Да. Да. И едно дечињата ме прашува: "Биби, како се презиваш?" И јас само детски пробувам да се извадам и викам: "Леле, другарчиња, па јас заборавив како се презивам." И детенцето кој што ме праша го направи најблагородниот чин што постои, го прават само децата. Тој толку многу се солидаризираше со Биби што рече: "Биби, немој да се секираш." Па еве јас заборавив како се викам. И вака седам и викам, значи детето ја спаси Биби. Да. Ја спаси да не е незгодно во една ситуација, нели? Да не е срам. Тоа е нешто кое што го прават само деца. Тие се толку магични, толку искрени, толку добар пример за правилно добро однесување, што е неверојатно. Ето, ама стварно е супер. Да. А кој ги вади овие работи? Ти? Тим? Риловите, ги вади тим, да. Тим. Дел од екипата. Јас им кажувам што ми е Прилика каде ни што ти било интересно? Ама го прават оние се супер во тоа. Не правам се јас. Голем дел да, меѓутоа постои тим со кој што се работуваме, продукција една што стои зад нас, Едвели, и поддржува во она што го работиме и тие ги вадат овие сегменти. Како креатива, да речеме, или како некој кој што така ги Па треба да, да ги и дизајните се сработи. нивни, Да. нели сето тоа како да изгледа. Јас имам влијание со седење над глава, ама се друго работата ја прави некој друг и мислам многу сум благодарна што имам таква можност. Супер. Кој ги бара, како ги барате? Добро, знам дека нели како Змај, како дел од оваа екипа која што Да. правите истражувања на разни теми важни за сите нас, можете да стапите или имате некаде дофат до некакви броеви на луѓе кои што прават, не знам, нешто така во однос на Не. или не? Немате? Немаме, седнуваме. Стварно немате? Ја мислам има Не. некоја листа на нели мали Имаме фирми, листа некој 30 луѓе што нас не се интересни, ама ќе видите дека не се само мали фирми. Аха. Дојде рапер имавме на една од епизодите, кој што зборуваше за неговата организација и начин на работа. Имаме, сега понатака ќе имаме една тату артистка, до, не знам, човек кој што бил на висока позиција во Моторола и Боинг во времето кога биле на врвот од нивното работење. Така што седнуваме и гледаме кој ни е интересен, кој ние веруваме дека го има тој начин на малку поинтересно размислување, интересна приказна. А како Преме доаѓате брейнсторминг. Како доаѓате до луѓето? Секој нешто кажува. На секој начин доаѓаме до луѓето. Правиш му, абе, ти нешто интересно да не знаеш, да ми кажеш некој ваков, ти нешто да не си чула, ми кажа пред некое време дека некој си така некако? Знаеме кои сакаме да го викнеме, тимот предложува или на некој ќе му текне па го тестираме до сите, ако сите речат дека да, оваа идеја е добра. Потоа одиме во процес на барање. Една од предностите на Македонија што е мала држава, сите можеме некако по некоја линија да се најдеме, да. Сите некаде сме втори братучеди, а не ни знаеме. Апсолутно, 100%. Не, тоа треба да се проверува. Еве, трети сме. Не сме втори. Да. Добра, што прави Илин кога мама гледа Илин по тоа? Нешто те гледа кога некој гледа дома, гледаш, знаеш? Сега да, а порано не, зашто пробуваше да ме извади. Значи го нервираше, така Дека си внатре во телевизор, така? Да, му беше чудно, нормално. И сега нема веќе такви моменти, разбира дека може да бидам и таму, ама на почеток беше чудно. Супер, добро. Ајде сега да почнеме да готвиме, па ќе го видиме и третото парче, а треба и реклами, зашто Јанг Дади пак ќе пее и таму ќе уживаат со Марче. Марченце, ќе ручкаме после? Мислам, секогаш го начекувам и него со храната. Да, со здрава храна. Да. Со здрава. Да не е доручкувано. Енергетски бомбици. Како стика мама? Сузана. Сузана. Значи, волк убав ракопис одамна, господи Сузана, немам видено, ама ова е веројатно заради тоа што, како вели вашата кирка, вие цело време го
вежбате, а и како професор или како наставник? Мајка ми е педагог, ама педагог. да, секогаш наставник. И сега пред да дојдам тука, тоа ми кажа, значи држи го вака, ова кога ќе мешаш за да не ти испадне. Затоа што размислува на секако наставник. Мислам добар, обично такви совети дава и го напиша ова со убавиот нејзин ракопис, за јас да можам од овде фино да го прочитам. Значи, вака ти помагам. 180 грама печен мелен лешник. Да, само ова е пола од пола. тоа, да знаат Добро. дека нема волку малку да им изгледа кога дома ќе го 80 направат. до 100 грама урми свежи. Еве ги свежи и треба да се измелат. И лешникот и урмите треба Мелени. однапред да се измелат. Еве ги Добро. урмите. Една Какаото го лажица ставив. органско какао. Веќе е ставено. Прстофат сол, вели мама. Прстов од сол немам. Имате вие тука? Има само каде. Еве ја. Каде? Аха. Има солца. Да. Е сега, тоа е многу малце. Значи, Да. сол во благо се става само за контра да даде, не се става премногу Да. количински И по никогаш, затоа потреба што нема една биде до две благо. лажици вода. Ова не треба? Не, По тебе. затоа што во урмите ставивме малце цеден портокал. Супер. Добро, се сега блендираат да ги- урмите, лешниците се мелат, Да. плюс 50 грама сицкани за да се увалкаат на крај. Вие се тие. Значи, се си имаме. Се си има напишано, да. Така е. Ајде И сега. Јас ова ќе го правам, а може ти да се збориш во меѓувреме, затоа што ќе биде... Кажи ми кој ви е следен гостин, Опа. може да најавиме нешто така? Може да најавиме следен гостин ни е македонец кој што е генерален секретар на меѓународната e-спорт федерација. Тоа се геймери кои што се надпреваруваат во игрици. Да. Тие беа Меѓутоа, никаде први, пред никоја година беа никаде на врво, така? еден од цело време имаат успеси македонските не можеме да го геймери. лоцираме. Тој најмногу заработи, нешто Ама така беше. тој е дел од друг тим кој што не е само македонски, значи е добро. дел од тимот и е дефинитивно има најголеми успеси во делот на e-спортот кај нас. Сакса се вика дечкото, ако успеете да го донесете, Се обидов јас, нешто не ми успеа. би било Така, многу добро. Некаде од Со секогаш со ластичи, инаку ја треба да ја фатите косата кога готвите дома, јас си направив фризура. И затоа не ја паѓам косата, ама Да. не ми паѓа косата. Така Да. и Јована. Молам? Не ми паѓа косата. Во така што- храната не. Далеку Добро. вака. Значи, сакса се вика оно што ќе дојде или оно што треба да го викнеме, а не доаѓа секогаш? Сакса се вика оној кој што треба да го викнете, но не доаѓа секогаш, а тој што ќе дојде е, како што кажав, генерален секретар и директор на Македонската и генерален секретар на Меѓународната e-спорт федерација. Изборува за надпреварите кои што ги организираат. Мене ми беше исклучително интересно дека тоа се настани кои што милиони луѓе низ светот ги следат во моментот кога се случуваат. Има, да кажеме, може да има и стотици илјади на самиот настан, но и онлайн ги следат милиони. Да. Супер. Е, добро. Сега смесата е добра. Сега смисата е добра, Се гледа, ние извинувам ќе што идеме на вака реклами, изгледа. ќе ги направиме бомбиците, ќе ги украсиме и ќе пееме заедно со Јанг Само Дади. Сакаш нека, така? многу сакам. Не, Добро. јас не може да пеам, значи Добро. нека пее Јанг Дади. И вака. Јас може да играм ако Така. сака. А и веа смесата како треба да изгледа. Ете,